Вечниот дом на Гоце Делчев стана спомен куќа, па споменик. Единствено што не стана во текот на вчерашниот ден беше гробот, каде се посмртните останки на најголемиот македонски револуционер. Ова можеме да го видиме во објавите на социјалните мрежи на СДСМ. Буквално пиши бриши статуси на најголемата владеачка партија. Да одиме со ред, во првичната објава во 15 часот и 39 минути, вечниот дом на Делчев за СДСМ беше спомен куќа. Представници од СДСМ оддадоа почит пред спомен куќата на великанот Гоце Делчев по повод 151 година од неговото раѓање. Гробот на Делчев како спомен куќа стоеше цели 6 часа, па во 21 часот и 45 минути, како што можеме да видиме бидејќи Facebook дозволува сите да ја видат историјата на извршените промени, владеачката партија се обиде да ја поправи својата грешка, но направи уште една, гробот на Делчев стана споменик. Представници од СДСМ оддадоа почит пред споменикот на великанот Гоце Делчев по повод 151 година од неговото раѓање. Вака погрешно напишаната објава стоеше 1 час, па во 22 часот и 48 минути. Нова промена, сега беше тргнат зборот споменик, но не беше напишано каде премиерот и партиските колеги положиле свежо цвеќе. Представници од СДСМ оддадоа почит на великанот Гоце Делчев по повод 151 година од неговото раѓање. Во текот на вчерашниот ден не грешеше само партијата на Ковачевски, сгреши и самиот тој. Премиерот изгледа учел различна историја од онаа која што учиме сите други, или пак едноставно не ја научил најпознатата Делчева мисла, па според него Делчев светот го разбирал како поле за културен напредок, а не надпревар меѓу народите. Кај оваа објава од 8 часот и 20 минути вчера, ниту повеќе од 24 часа подоцна, се уште не е искористена опцијата за промени. Идеалите на безвременскиот визионер Гоце Делчев, кој пред повеќе од еден век го разбрал светот како поле за културен напредок меѓу народите. На премиерот му требаше цел ден да се сети на вистинската мисла на најголемиот македонски револуционер во објавата напишана во 20 часот и 20 минути, точно 12 часа по првичната. Зборот напредок беше заменет со надпревар. Великанот Гоце Делчев го разбрал светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Тие негови идеали и денес е патока за сите нас. Сепак надпреварот остана напредок во официјалното соопштение на владата. Ниту соопштението е променето на сајтот на владата, а ниту во споделената објава на Facebook. Идеалите на големиот визионер Гоце Делчев, кој пред повеќе од еден век го разбрал светот како поле за културен напредок меѓу народите. Во последната владина објава на тема Делчев воопшто не е спомената мислата на македонскиот револуционер, само информацијата дека заменик министерот за финансии Филип Николовски заедно со Роберт Лоѓозовски и Едмонд Адеми положиле свежо цвеќе пред споменикот на Делчев во градскиот парк во Скопје.